Наставници треба да пишуваме? Па пожелно е душо да пишувате, нарочито денеска отиваме делење, да проверам јас да видам, се снима веќе 24 минути се обидуваме да се логираме, значи тоа ни е најголем проблем, ама еве на ова видеото денеска покажавме како треба да се направи, па кога ќе го гледате видеото ќе видите може би ќе биде подобро. Еве јас сега ви исклучувам, значи сега почнуваме официјално. Кој што е присутен е присутен. Видовте дека имавме, ќе видите уствари дека всушност дека има 171 поканет за денешниот час. Присутни се 70. Значи нешто исто како вчера што беше. На калкулатор да сметаме? На калкулатор бидејќи работиме множење и делење, нема потреба калкулатор да имате. Оти кој ќе појдете в продавница, стори сега не одите никаде, ама кој ќе појдете во продавница сигурно не носите калкулатор со вас за да сметате. Така? Сега. Мола? Зашто немавме домашно? Имавте домашно душо, само не ја објавив. Требаше да објавам многу касно пред почетокот на часот, ама веќе кога сакате можам и сега, ама после. Веднаш после завршувањето на часот ќе ви објавам. Наставниче? Имавте други домашни да ги дорешите, да не бе решени повели? Наставниче, а кај може на YouTube да го најдеме видеово? Видеово? Јас значи вака, ајде ќе се обидам видеото, ама ова нема сега да биде после завршувањето на часот ќе биде објавено. Значи напишиш како седите наставнико и ти излегува канал и ќе го видиш. Добро. Благодарам за помош. Ајде вака се дечки, ви исклучувам сите и почнуваме. Го споделувам екранот на тоа што сега ќе го работиме, само да видиме дали го имаме, го немаме. Значи нема да можам да ви го споделам одма, туку ќе отвориме. Сега да ја отворам апликацијата, како што денес, како што знаете, треба да работиме за делење. Минатиот час имавме, еве вака, ја споделам сега само уште за да може да ја видите тоа што ќе го работиме. Не знам, се обидов да ви споделам на сите присутни, 170 што беа пријавени, линк до материјалите. Значи, ова е тоа што ќе го работиме денес. Имаме делење. Молам, го гледате? Дали го гледате? Добро, во ред, така и треба. Значи, денес ќе работиме делење на децимален број и остаток при делењето. Што се случува кога имаме остаток и делење на децимален број со двоцифрен број, вклучувајќи ги остатокот. Вака се. Јас ги копирав овие за да биде побрзо и поедноставно за споделување. Нема да го копирам решението, значи ги имате овие сите вие на вашите OneNote тетрадки задачиве. На крајот од часот ќе ви покажам како да ги најдете. Значи, почнуваме еве со првата задача. Ве молам исклучете ги. Затоа што јас сега ќе дојдам там, ќе одаде ќе ги исклучам сите, за да одиме побрзо, поедноставно. Мораме сите да видиме на мјут. Вака се. Значи почнуваме после цели 20 минути. Денес ќе треба да делиме децимален број со природен број. Бројот 7. Значи правилата важат исто како и вчера. Значи бројот 900, значи 9,24 стотинки е добиен од 924 ако бројот е поделен со 100. Сега, наместо да делам 9,24, бидејќи децимален број ни е потешко, можеме да го делиме бројот 924 со 7, а потоа резултатот да го поделиме со 100. Јас обидиме први на овој начин. Затоа што така веќе знаеме да делиме цели броји. 9 поделено 7, први ќе ви кажам класичниот начин, потоа ќе кажам некоја стратегија. Тоа е 7, 9 минус 7 е 2, 2 кога ќе ја спуштиме е 22, поделено со 7 е 3, 3 по 7 е 21, четворката ја спуштаме, 14 делено со 7 е 2, 14 и немаме остаток. Значи, кога делиме 924 со 7, добиваме резултат 132. Но бројот 924 е поделен со 100, а да не ни се промени ништо од случајот, треба и резултатот да го поделиме со 100, односно 9,24 поделено со 7. Молам? Теодора, Жежа, што не гледа од ова што пишувате?
Најнека проба на тај на мобилен или на компјутер. Значи штом гледаш ти мора да може да гледа и тај. Значи нешто е проблем кај незе. Оти пишува дека ништо не гледала. Значи проблемот е кај незе. Дали ти гледаш? Да. Па значи проблемот е нешто кај незе до телефонот или до компјутерот. Јас се гледам. Во ред, ајде ве молам исклучете се сега. Одиме, ќе гледа на видеото после. Значи ова е првиот начин. Сега, делењето на овие два броеви што се овдека, сега ќе ви покажам како може да се направи на друг начин. Втор начин на делење, како бројот 924 ќе го поделиме со 7. Бидејќи може би да имаме од гостите и помали деца, и јас ова сега што ќе ви го објасна може да се користи за помалите. Значи сега учиме ние, можеме да ја користат и помали деца. Десно ја пишуваме таблицата со 7. 1 по 7 7. 2 по 7 е 14. Значи, бидејќи бројот 7 е поголем од бројот 9. Значи ова намерно го кажувам затоа што секогаш и вие кога ќе имате задачи со делење, веднаш посегнувате по дигитрон. Ако се сеќавате денес на почетокот на часот, некој рече дали може да користиме калкулатор. Значи сега, бараме број, бидејќи деветката е поголема од 7-ка, првата таблица по 7 ни го дава бројот 7, па одземаме и ја спуштаме двојката. Сега бараме, која таблица овдека по 7 ќе ни го даде првиот број што е поголем. Тоа е четвртата таблица, значи бројот 3 ќе биде горе. 3 по 7 е 21, 14, ја спуштаме четворката, 14 делено со 7, 14-ката се добива во втората таблица, значи решението е 2. Ова се вика со помош на содржатели на 7, односно делење со користење на содржатели на делителот. Значи 924 е деленик, 7-ката е делител, а резултатот е количник. А овој дел што е 0 е остаток. Значи, ова се вика стратегија на делење со помош на содржатели на делителот. Постои уште една стратегија на плоштини или на правоаголници, само да видам, тоа е 924. 924 требаше да го делиме со 7. Значи, повторно ја образложувам стратегијата на цели броеви, затоа што видовме делењето на децимален, уствари делење на цел број. Стратегијата на плоштини или на правоаголници е следната. Пишувате еден голем правоаголник, што крај не знаеме каков е, и на првиот дел го пишуваме бројот 924. Сега, пишуваме бројот со кој што делиме. Сега, прашањето е, деветката, како стотки гледано, 900, во 7 оди, значи 7-ката во 900 оди околу 100 пати. 100 по 9, ќе сменам боја, значи 100 по 7 е 700, па ќе одземам, па ќе дојди 224. Ова 224 го префрламе од другата страна. Сега бараме наредно. Бидејќи двојката е помала од 7-ката, ќе сменам боја, бидејќи двојката е помала од 7-ката, сега ги гледаме 22. 22 поделено со 7 е приближно 3, значи тоа ќе дојди 30. Затоа што 30 по 7 е 210, кој ќе одземиме добиваме 14. 14-ката е префрламе од другата страна. 14 делено со 7 е 2. И немаме никаков остаток. Овој метод се вика на плоштини, затоа што 100 по 7 дава 700, што е плоштината на ова. Еве ќе објаснам за сите што се присутни тука. Значи, ако ова е должината, ширината, тоест на правоаголникот, ако ова делче е ширината, што е 100, 100 по 7 е 700. Ако ова е правоаголникот со должина 30, тогаш плоштината е 210, и ако ова е со грешно ги нацртав должините, требаше можеби да ги поделам сразмерно според горемините, еве така и ќе направам. Ова е 100, ова ќе биде од прилика, еве го овдека 30, ова е 2, што е 14, кога ќе соберите 700 210 плюс 14 ќе добиете 924. Ова е така наречениот
метод на делење со правоаголници. Значи, на тој начин успеавме да го поделиме бројот 924 со 7, а бидејќи рековме, нас ни требаше 9,24 десетинки да се подели со 7, требаше целиот овој резултат да се подели со 100. Односно, ќе добијавме 9,24. Сега, прашањето е колку смееме еднакво да пишеме тука. Ама, тај друго прашање сега. Затоа што овој резултат повели? А за гостите пожелно да пишува? Молам? За гостите пожелно да пишува? Па ако сакаш да го следиш ова, можеш и да го гледаш внимателно сега, а на наредниот пример да пробаш да напишеш. Или пак можеш да го напишеш, па потоа да пробаш самостојно дома да го направиш. Како сакате, така може да направите. Дали ви јасно? Значи, уште еднаш повторувам. Значи, бројот... А може да ги гледаме видеата. Може да ги гледате видеата, сега само да следите внимателно и да учествувате во дискусијата. Може и така. Секој си има свој начин. Затоа овој начин на онлайн учење има своји предности, своји мани. Ја не сум до вас во училница, ама вака може слободно да ме прашате кога сакате. За било што не ви е јасно. Значи, уште еднаш повторувам. Бројот 9,24 поделен со 7. Се уште едната стратегија да ви ја кажам. Тај ќе биде овдека зошто е тоа така. Сега со размер, четвртата стратегија. Учевме размер. Значи, ова нели е размер? Така, делењето ствари беше и дробка со 7. Ние само во размер спомнавме дека првиот елемент, првиот дел во размерот треба да е број. А како велевме? Размерот не се променува ако во двете страни на размерот помножите со исти број. Ствари, ќе добиеме 924 поделено со 700. Сега, наместо да деламе јас со 700, што е голем број, можете вие да си поделите со 700 ако сакате. И решението ќе ви биде идентично. Ние што направивме? 924 го поделивме со 7, затоа што 700 е 7 по 100, а потоа, тоа што го добивме, го поделивме уште со 100. Дали ви јасно? Затоа што делење... одиме сега на втората задача, ќе ја копирам. Секоја задача што е избрана со цел, затоа што во секоја задача имаме нешто што е поинакво од претходното. Овој пример ќе го решиме. Вака. Сега. Можеме да почнеме исто како во претходниот случај. Ама сега ќе спомним една стратегија што претходно не ја кажав. Че напомнувам, ова ви се предлог на стратегии како може да делите во секоја ситуација. Сите знам дека ќе почнете да делите класично. Најде сега да видиме малку поинако. Има едно правило кое велеше дека, значи за да го сватите подобро, претходно на училиште учевме размер. И велевме дека размерот 18 спрема, карикирам, 6 е ист со размерот како правевме. Ако скратиме и лево и десно со 2, пример, го добивавме 9 спрема 3. Или ако скратевме со 3 од двете страни, добивавме 3 спрема 1. И спомнав дека 18 спрема 6 е исто што и 18 врз 6. И во суштина вие на секој ствари ја кратите дробката. Значи ја упростувате, правите еквивалентни или еднакви дробки. Сега тоа тука ќе го користиме. Тоа значи дека количникот на два броеви не се променува ако и деленикот и делителот се поделат со исти број. Значи сега ќе ги упростувам, ќе ги правам помали, ќе ги преполовувам. Првиот број преполовен е 1,358. Вториот е 2. Ако уште еднаш успеам да ги преполовам, ќе го добијам решението 0,679. Ајде да провериме да не сгрешив само. 9 по 2, 18, 8 на 1, 14, 1 на 15, 5 на 1, значи е во ред. Значи, во овој случај добивме дека 2,716
поделено со 4 е исто што и 0,679 поделено со 1, односно 0,679. И при тоа видите дека воопшто не искористив постапка за делење. Односно користив својство што го користиме или кај дробки или кај размер. Ајде сега да видиме на претходниот начин. На претходниот начин, еве некој може да проба и вака да дели. Затоа што не сака да претвора во децимални броеви, после ќе ви објаснам што е тоа проблемот во сето тоа. Например, двојката, како што класично делиме, во четворката не оди. Пишуваме 0. 0 по 4 0. Одземаме и ја спуштаме седумката. Штом спуштаме децимала, пишуваме децимална запирка. Тоа е онака како што класично се учеше. 27 делено со 4 е 8. Не може. 7 по 4 28, значи е 6 по 4 24. 31 е 7, 7 по 4 е 28, 36, 9, 9 по 4, 36 и немаме остаток. Ова е истото што ви го кажував претходно со стратегијата со делење со содржатели на 4, но е запишено поинако. Еве сега уште еднаш ќе ја повторам. Стратегијата на правоаголник. Значи во правоаголникот најчесто, за тие што прв пат ја слушаат, затоа ќе ја повторам уште еднаш. Пишуваме сега целиот број некако децимален број. 2716. Пишуваме, не тука. 2716. Е сега, четворката е помала од двојката. Затоа ги гледаме првите две цифри. 27 делено со 4 е 8 по 4 32, 7 по 4 28, значи е 6. 6 по 4 24, значи ја пишуваме на класата единици, десетки, стотки, бројот е 600, 600 по 4 е 2400. Ги одземаме, добиваме 316. Овој резултат го префрламе во следното поле. 316 го делиме со 4. 3 поделено со 4 не може. 31 поделено со 4 е 7. Значи пишуваме во делот кај десетки. Значи е 70. Тоа е 280. Ако одземеме ќе добиеме 6, 136. Не сгрешив случајно. 7 по 4 добро. Ама дека не е 136. Само 36. Ќе ја префрлиме 36-ката, ќе добиеме тројката не седели, 36 седели, тоа е на позиција единици, 9 по 4 36 и немаме остаток. Значи, 2716 поделено со 4 е 679. Е, сега тука настанува најголемата грешка кога користите овој начин. Внимавајте, вчера што учевме за множењето. Таму викавме, ги броевме бројот на децимали. Е, сега ако при делењето ги изброиме дека првиот број кај нас има 3 децимали, и ако јас во решението напишам 3 децимали овдека, значи ако напишам дека 2,716 делено на 4 треба да има 3 децимали, решението би било 0,679. Внимавајте, сега кај нас се погоди дека е така, но затоа што бројот и решението е точно истото. Но внимавајте, има случаи, ќе разгледаме токму наредниот случај, каде што ова нема да биде точно. Туку најправилен математички начин на размислување е, ако едниот деленик го поделите со, во случајов 1000, има 3 децимали, тогаш за исто толку се намалува пати, се намалува количникот. А ако го поделите и делителот, например еве по 10, тогаш овој резултат овдека ќе требаше да биде 0,679 илјадинки. Но за ова ќе имаме нареден пример. Ајде сега да го отпуштиме уште едниот пример, кај што сака да ви кажам дека токму тоа не е точно, за кој што сега ви зборував. Нема да го копирам решението, ја копирам само задачата. Значи, дали ме следите? Прашам затоа што многу ми е тивко. Да. Одлично. Заборавив дека има некој тука во позадина. Ајде вака, добро е. Да се размрдаме малку. Ајде да видиме колку сме
Присутни, гледам дека некој пишува, ама мораме вака да видиме. Имаме 71. Добро. Ајде вака се. Сега, што е тоа што сакав да ви кажам? Еве сега ќе пробаме на овој начин. Овдека. Бројот 5,7 да го делиме со 8. 5,7 ќе го делиме со 8. Ало? Вака сега. Хајде да пробаме, бидејќи е релативно мал број, да пробаме со стратегијата со кратење без да можеме да делиме, со намалување. Ако првиот број го преполовам, да го преполовам и вториот. Некој ќе речи, да, осумката 3 пати ќе ја преполовам и ќе го добијам рекетот. Многу лесно. Бројот 5,7 е непарен број, ама можеме да го преполовиме. Тоа е 2 цели и 17 е 16 е 85 делено на 4. Сега, ако уште еднаш го преполовам бројот, ќе добијам 1,425 поделено со 2. Ако бројот уште еднаш го преполовам, ќе добиеме 0 цели, оти кецот не се дели со двојка, 14 е 7, 1, 25 поделено со 1. И автоматски го добивме решението. Значи, 5,7 поделено со 8 е 0,7125 десетилјадинки. Е сега. Имам прашање. Ајде, повели. А дали овој е во заграда или има различни да држи во заграда? А како мислиш во заграда? Што во заграда да биде напишано? Како би напишал ти? 5,7 да биде во заграда делено на 8. Така и истата, значи бројот каков и да е заград, значи ако сакаш да кажеш дека овој број е во некој израз. Значи, на пример имаш ваков израз 5,7 поделено со 8, па помножено со нешто, па додадено дробка и така натаму. Така, на така мислеше? Да. Е сега. Штом треба ти да го пресметаш ова? Можеш на било кој од претходните начини. Ова ти можеш да го направиш каде сакаш и како сакаш. Само немој на дигитрон да го пресметуваш. Оти нема да ти види точно на тест. Ако беше прашањето, тоа е тоа. Ајде сега да го провериме на друг начин. Да видите како би било. Значи сега ќе одиме 5,7, значи 5,7 ќе го делиме на 8. Ајде сега да го поделам на класичниот наш начин. Видите дека скоро исто е. 5 да го поделиме со 8 не може, затоа што почнуваме 5 цели бројот има. Значи пишуваме 0 цели. Сега ја спуштаме децималата, пишуваме запирка. Затоа што спуштаме децимала. 57 во 8 е 9 по 8 72, 64 8, 8 по 7 е 56. 1, ја спуштаме нулата, ве молам исклучете го микрофонот, 8, 20, тоа е 3 е 24, 2, 8 по 2 е 16, 40 е 5, 8 по 5 40 и нема да имаме никаков остаток. Сега ќе се обидам да ве исклучам. Ќе ве молам, ако некој сака да следи слободно може, а ако сака да гледа телевизија, нека оди нека гледа телевизија. Значи, Наставниче, еве молам појдете погоре да видам одговорот. Еве го истиот е одговор. Ова е на класичниот наш начин на кој што си делим. Еве сега, уште еднаш ќе направам. Ќе пробам на уште еден начин да го поделам. Молам, некој не сака да праша? Некој Душко или Ески гостин шо е? Прашува ако можело уште еднаш да сте објаснеле. Ќе решиме уште 3 задачи до крајот на часот, сигурно ќе објасниме. Нека не се страми слободно, нека праша. Може, ту ствари може, не може, нема микрофон. Во ред. Ајде го другиот начин сега. Рековме, уште еднаш ќе повторам. Деленик, делител, исклучи го микрофонот и резултатот овдека што ќе го добиеме е количник. И остаток ако има. Во нашиот случај немаше остаток. Значи, ова се вика стратегија со содржатели на делителот. Значи, ја пишуваме содржателите или таблицата со 8. Значи,
не секогаш треба да ја напишите цела таблица. Ова е добар начин за објаснување на помалите ученици. Но јас сметам дека се уште и тука држи место, затоа што главен проблем од искуство кажувам дека е делењето. 5 цели гледаме, не 57, 5 цели. Или пак да почнеме да го делиме бројот 57 со 8, како што се договоривме. 57. Петката е помала, значи мора додам со содржателите што се најблиску до 57. 3 по 8 е 24, 4 по 8 е 32. На овој начин и помалите ученици ќе учат таблицата. 48. 7 по 8 е 56. Еве го бројот, затоа што 8 по 8 ќе дојде 64. 64 е поголем од 57, значи постапката е завршувам во овој чекор. Тоа значи дека седмиот содржател ќе биде во количникот. 56 е решението и кец. Сега, главниот начин кај работа кај децимални броеви. Постапката може да запишеме дека 1 е остаток. Може да запишеме ние дека 57 делено со 8 е 7 и остаток 1. Некои од вас запишуваат 7,1, мислејќи дека ова запирка 1 е остатокот. Значи ова е грешен начин. Значи, сега ќе го пречкатам со црвено. Ова не. Вака не треба. Значи, може да продолжите. Сега ќе објасним и за тоа зошто се продолжува. Значи, од основната теорема на делењето, во која се вика дека 57 поделено со 8 е 7 и остаток 1. Имаме дека 57 е добиен кога 7 ќе се помножи со 8 и ќе му се додаде остатокот. За оние ученици со кои што се кажуваме, тоа значи дека ако 57 му го одземеме остатокот, ќе ги добиеме двата делители на тој број. Но за тоа е доволно. Значи ова ни е основната теорема на делењето. Но сега, тоа е ако завршиме на остатокот. Тоа е овде, основната теорема на делењето. Но сега, што ни овозможува да продолжиме постапката? Значи добивме ние дека 57 ќе го делиме со 8 и добивме дека е 7 и овдека е 56 и остаток 1. Сега, сите знаете како беше табелата на месни вредности. Имавме децимална запирка, единици, десетки, стотки и така натаму. Имавме десетинки, стотинки и илјадинки. Бројот 57, бидејќи како 57, тоа не значи дека не можеме да додадеме децимална запирка и да додадеме нули. Значи, после овој број постојат бесконечно многу нули, онолку колку што ни требаат, а за тоа до каде, до колку, денес или евентуално наредниот час. Сега, бидејќи спуштаме нула, еве ова нула од децималите, а бидејќи таа е децимала, пишуваме запирка. И постапката ја продолжуваме. Тоа значи, може тука да продолжиме, но можев јас да продолжам и овдека. Пишев нула, еве првата таблица, значи ќе пишевме сега запирка, тука ќе беше 8, опа не 8, се извинувам, првиот содржател, 8, па ќе продолжиме, бидејќи нема место, ќе продолжиме овде. Значи, сега ги скомбиниравме, ама ќе продолжим со тоа. Сега имаме 10, поделено со 8 е 1, 8, и сега овдека е 20. Еве сега ќе напишам во интерес на сите, повторно да го довршам методот. Сега имаме 20. Која таблица? Ова е 16, ова е 8, 24, 32. Таблицата која што не го надминува 20 е втората таблица. Сега е 40, а 40 е токму петтата таблица и е бројот. Сега да провериме да не случајно завршив некаде. 0,71, ама да, точно е. Ние делиме 57 со 8 и добивме 7 цели и 125 илјадинки. Значи делевме 57 со 8 и добивме 7 цели и 125 илјадинки. Но ние требаше на почетокот да поделиме
5,7 со 8, да го добиеме решението. Сега, првиот број е поделен со 10, тоа значи дека и количникот, за да не се промени ништо, ќе се намали 10 пати и од вчера што зборувавме. Запирката не се преместува кога делиме цифрите одат во помалата вредност. Секоја цифра за едно место во помалите. Решението е 0,7125 или 0,7125 илјадинки. Ова е начинот, другиот начин на делење. И овдека можеме да го користиме методот на правоаголник, но овдека не е баш многу практичен. Извинувам, Повелете. нека кажи тој прв. Ајде. 0,7125 10 илјадинки. илјадинки. 10 илјадинки. 10 илјадинки. 10 илјадинки. Зошто? Затоа што... Ти ви кажавте илјадинки. Добро се извинувам. Овдека е единици, десетки, стотки, единици, илјади. Значи тоа ќе биде, мислам, грешно јас напишав сега овдека. Овдека имаме десетинки, овдека се стотинки, овдека се илјадинки, овдека се 10 илјадинки. Извинувам, вака, а колку стратегии има? Па стратегии има многу. Јас ги бирам тие што се најпрактични за работа и најлесно што може да ги научите. Значи, вие сте сега 600 оделение, ваквите стратегии се предпоставува дека ги имате учено до 600 оделение, затоа што само за множењето постојат 20 различни стратегии на множење. Начини, викам, начини. Па, даде стратегијата е начин на множење. Вие може, значи целта е на сето ова. Пред вас ви се понудени опции. Може и една да биде да ја научите. Вие треба да научите една и кога ќе ја научите едната, таа да ја користите. А овдека ви се представени повеќе. Вие да си изберите која сакате. Еве сега, одиме во... Да видиме, те молам исклучи го микрофонот. Евака се. Да видам овдека. Ова се задачите што... Евака да застанам. Задачите што ќе треба да ги решавате, што ќе бидат направени во квиз и што ќе биде направен. Значи квизот за вчера, за множење е готов. Веднаш по завршувањето на часот ќе биде објавен, а веднаш после него и видеото од денешниот час. Значи направете принт скрин, снимете го ова. Каде е објавен на Сониче? На YouTube ќе биде објавен. А вече ни биде за домашна? На тренди. Значи овдека ќе пробате да ги решите. Значи не морате сите. Значи имаме викенд пред нас. Значи тука има 20. Една ќе решиме после, вие обидете се. 1, 2, 3. Некој може нито една нема да реши. Значи тука стоат сите. Кој колку сака. На квизот ќе бидат направени сите овие. Молам. Тестовите се прегледани? Тестовите што ги правевме на училиште не. Добро. А овие автоматски се прегледуваат. Затоа што ретко кој од вас мора да бидете искрени дека ќе седне. Ако сакате да научите, мора да почнете да ги делите. А бидејќи на квизот ќе користите калкулатор, знам дека ќе користите. Затоа се така направени. Ме молам, исклучете го микрофонот. Молам. Стефан Кавиловски пишал кога ќе го пуштите книзот за преходниот час. Па кажав сега. После завршувањето на денешниот час. Ајде да продолжиме уште многу за работа. Уште многу. Колку што имаме толку. Ајде вака сега. Одиме на наредната задача. Имаме овдека. Сега е ова е многу добро. Што со делењето при остатокот? Еве има еден пример. Што се случува со остатокот при делењето? Значи, вие го гледате сите ова, сега јас ќе отворам страната, да го копирам тоа кај што ќе решаваме денес и да го објасним овој пример. Сега внимавајте. Најдобро е следното. Тука сега ќе ни се случува следното. Внимавајте. Ами за некој не следи упатства, па се уште го има микрофонот пуштен или заборавил да го исклучи. Ајде вака се. Значи, кога делите два броеви, било да се децимални, било да се природни броеви,
Можно е остатокот, колку и да продолжувате. Значи, колку и да пишувам јас овдека горе, нули, колку и да напишам нули, да делите и 3 дена, вака, вие никогаш нема да добиете конечен резултат. Значи, за тоа ќе зборуваме сега, а може би и наредниот час. Еве сега што сакам сега да ви кажам. Значи, ќе користам таа што ви е новата стратегија за делење, така што ќе делам со содржатели на 7. Првиот содржател на 7 е 7. Бидејќи имаме 5, значи можеме да делиме и со 51 со 7 ако сакате. Ама ајде нека биде со 5, од истото. 5 немаме, значи нултиот содржател е првиот содржател. Спуштаме децимала, имаме 51 делено со 7, че сега барам кој содржател е најблиску до 57. Значи го знаеме ние, ама за интерес на постапката... 51, не 50. 51, овдека е 14, јас грешам. Да. 3 по 7 е 21, 4 по 7. Значи ова особено важи за помалите ученици. Значи 6 по 7 е 42, 8 по 7 е 56. Че осмата таблица заминува, значи се работи за шестата таблица. Че овдека е 6. 7 по 6 е 42, оствари 7, каде е скокна, баш најважната. 49, баш најважната е скокна. 8 по 7 е 56, значи сега овдека ќе биде 7, 7 по 7 е 49, 20. Сега видете, која таблица го надминува 23-тата, значи е втората таблица што ќе ја пишеме. Сега имаме 60. Која таблица е најблиску до 60? Ајде да видам 9-тата колку е. 9 по 7 е 63. Значи е 8-та таблица. Таа го даваше 56. Сега имаме четворка. Пуштам 40 со нулата што е наредна, како што се договоривме. Нули само можеме да спуштаме. Прва таблица што го надминува 40 е 42. Таа е шестата таблица. Таа го надминува, значи ќе ја користиме помалата, петтата таблица. 7 по 5 е 35. Сега е 50. 50 е која таблица? Седмата. 7 по 7 е 49. И оваа постапка, некој ќе праша до кога ќе ја правиме. Во некои случаи може да ја правите до бесконечно многу пати. Но, сега, 10. Која таблица го дава број 10, бројот 1? И така натаму. Сега, за сега толку ни треба, не мора повеќе да продолжуваме. Сега, зошто го кажувам ова? Ако во задачите, во овој вид на задачи, ви се бара да го определите количникот, вие бидејќи може да барате, значи ваквите броеви ќе ги викаме наредниот час, бесконечни, непериодични или периодични, ама за тоа наредниот час, сега треба да знаете дека ако после четвртата, петтата, имаме случаи после осмата ќе имаме повторување, ама за тоа повторувам наредниот час, сега вие треба да знаете следното. Ако во задачата ви се бара да се заокружи резултатот на, еве, например, 2 децимални места. Тогаш, значи, ако треба резултатот да се заокружи на 2 децимални места, тогаш вие, значи ако треба на 2 повторно, тогаш треба со постапката да се определи до трета децимала. Значи, ако во задачата ви се бара да го дајте резултатот на 2 децимални места, тогаш вие во постапката мора да дојдите до 3. Не мора повеќе, најмалку до 3. Зошто? Затоа што овој број да го заокружиме на 2 децимални места. Тоа ни е првиот час што го имавме. Тоа значеше дека третата децимала, до која што ќе треба да дојдете, ќе ни определува дали ќе заокружиме нагоре или надолу. Ако цифрата 8 е сега 5, 6, 7, 8,
или деветка се заокружува нагоре, односно двојката добива 1 плюс и резултатот заокружен е 0,73. За тие што се повозрасните, колку повеќе децимали определите, толку ви е поточен резултатот. Кога ќе правиме грешка, молам, повели? Што пишува шеската лево? 5, 6, 7, 8 или 9. Значи, ако во задачата ви се бара да го заокружите резултатот на одреден број децимали, вие одите една децимала плюс. Дали ви јасно тоа? Сега ќе решим уште една. Вака сега. Една, внимавајте за да добиете децимален број. Не мора. Го ова се деветата ја копирам. Што ова ќе решим и достанија за денеска. Тамниче? Молам, повели? Дали може да се вратите да тие два задачите делење? Ајде одма сега 2 секунди. Тие што беа со делење, да ги најдам сам погоре беа. Кои ќе ги имате сите, ќе ви објаснам сега на крајот од видеото од часот, за кој ќе го гледате. Ау, не се тука, ма се извинувам, не ги копирав јас. Овдека се сите тие задачи. Еве ги делењето. Мислам дека беа тука. Еве ги овие 20. На овие мислеше? Да. Значи вака, на крајот од ова видео денешно, ќе ви покажам на сите ученици што сте присутни тука. Оти нема друг начин сега како да ви објаснам. Каде сите овие работи вие може да ги најдете. Сите ги имате, вие нема потреба да препишувате ништо. А додека гостите ќе треба да најдам начин како да ги добијат. И добивам информации дека тие не можат да пристапат затоа што се надворешни гости. Завршиме? Ги препишуваш? Ќе ти ги пратам после, ајде, нема потреба. Ќе го видиш видеото, па ќе ги пратиме после. Не, наставниче, готово. Готово, добро. За тие што сме гости, што немаме група, кај може да ги најдеме? Вака, сега тоа барам начин како да ги најдам, ама ќе ги добиете. Ако сте толку желни, ќе ги добиете. Верувајте, ќе ги добиете. Ќе ги добиете. Ајде вака сега. Значи сега како во задача да се бараше на 2 децимални места, не видов пак на 2 децимални места да ќе реши. Значи ќе запишам што ни се бара во задачата. Значи да се определи количникот на вака заокружен на 2 децимални места. Значи кога ќе видите ваква задача, во која вика количникот заокружен на 2 децимални места, вие веднаш треба да знаете дека треба да се определат најмалку Да пишуваме, децимали. Ако сакате можете. Ако неќите не морате. Ќе го имате на електронска веза и ќе го гледате. Значи, ако треба да најдете 2 децимални места, значи ќе имаме цел број, 1 децимала, 2, 3. Таму ќе имаме можеби уште, но вие треба да дојдете барем до 3, за да го запишете решението на 2. Односно тоа се вика заокружување. Еве сега како ќе делиме. Сега ќе го делиме овој број. Еве сега, овој број ќе пробам да направам стратегија. Зошто па само со 2? Да си упростам работењето. Бројот, да повториме нешто што имав мучено. И едниот број и другиот број се делат со 3. Бројот 102 се дели со 3 од избирот на цифрите. Му е 3. Ако е децимален број. Че решението е 0 цели, кој ќе го поделиме со 3 и 34. Така? А 9 кој ќе го поделиме со 3 е 3. Сега, наместо да го делам почетниот број 1,2 со 9, истиот резултат ќе го добијам ако делам со помал број. И верувајте, кога делиме со поголеми броји, многу е полесно да делиме со помал отколку со поголем број.
Значи сега, еве нова стратегија што претходно не ја спомнав. Значи сега, 0,34 ќе го делам со 3. Содржителите не ги пишуваме, веќе сметаме дека го знаеме тоа. 0 поделено со 3 не може. Спуштаме децимала, пишуваме запирка, 3 делено со 3 е кец, 1 по 3 е 3, овдека имаме сега, немаме ништо, се извинувам, ја спуштаме четворката, 4 поделено со 3 е колку? Е 1, 1 по 3 е 3, повторно имаме кец, повторно ја спуштаме нулата, ти овдека рековме дека имаме ние на располагање неограничен број на нули. Сега имаме тројка, 3 по 3 е 9 и повторно имаме сега кец и овдека ќе имаме во овој резултат 3 до бесконечност или 3 во периода за што ќе зборувам идниот час. Значи, бидејќи решението на задачата ни се бараше со точност од 2 децимали, ние требаше да дојдеме до третата децимала. Овие две не ни требаја. Значи, цифрата тројка ни кажува дали ќе заокружуваме нагоре или надолу. Бидејќи таа цифра е во групата на 0, 1, 2, 3, 4. Заокружувањето е надолу. Значи, приближно пишуваме на 2 децимални места. Решението е 0,11. Значи, на почетокот задачата 1,02 поделено со 9 беше исто што и 0,34 стотинки поделено со 3, а ова е приближно еднакво на 2 децимални места на 0,11 стотинки. Сега, за наредниот час ќе зборуваме што во случај кога цифрите се продолжуваат. Сега овдека ќе ви ги покажам овие задачите, сите што беа. Еве ги овдека, уште 10 има. Направете скриншот, поделете ги. Наредниот час ќе видиме што се случува со остатокот. Сега само направете на брзина еден скриншот. Да видиме како ќе оди, веќе час 11 минути сме тука. Само сакам за моите ученици сега да ви прикажам нешто. Ова сега ќе го отворам прозорецот. Молам? Може да го вратите назад? Вака, немаме многу време, ќе го вратам после, остани после состанокот само со тебе. Ќе те побарам јас тебе, не се исклучувај, ќе те побарам тебе, па ќе ме прашаш само ти. Што сакаш да ме прашаш? А може и другите си одиме? Вака, уште 2 секунди од моето оделение учениците може да останат, а вие може да видите како ќе биде сето тоа. Сакам да му покажам како да ги наоѓаат овие задачи, затоа што ме прашуваат постојано, а ги имаат, а не знаат да ги искористат. Вака се. Сега ќе ви споделам на сите. Ама немам интернет отворено, ќе ви споделам на сите. Едно, за да видите како уствари вие можете да ги најдите овие работи. Еве сега ќе го споделам екранот. Уствари, ајде вака, не мора ни. Сите вие имате, ова важи за тие што се логирани на компјутер. За тие што се логирани на мобилен, важи истата опција, само го гледате тоа на мобилен. Значи, откако ќе се логирате на Office 365 со вашите акаунти, дали го гледате ова да прашам прво? Молам? Јас сум на лаптоп и на телефон. Вака, добро, внимавај сега. Внимавај, после ќе ме прашаш да го кажем ова. Следи тука, ако нешто нејасно ќе ми кажеш. Вака се. Откако ќе се логирате, сите вие, го имате ова. Значи, одите во делот на Teams. Исклучи го микрофонот. Јас ќе го исклучам. Во делот на Teams. Треска не стана проблемот овдека, многу компликации не се стори, ама ќе покажам само на крајот. Вака сега, кој ќе појдете во тимот за 6 оделение.
во делот за клас ноутбук. Секој ученик во клас ноутбук, во делот за 600 деление во делот General, во делот клас ноутбук. Ова треба да важи и за сите гости во суштина. Од сега ќе видите. Во делот клас ноутбук. Внимавај, гледај затоа. Во делот клас ноутбук имате ваши тетрадки. Еве ги сите 170 пријавени учесници за денешниот час. Сите тие имаат можност да работат. Еве сега ќе отворам гостин. Од сите 170 пишува гест на него, потоа ќе познава. Било кој, еве например, еве овде. Лечовска. Значи во делот во овој дел може да ги има сите работи што не се работени. Ништо не се гледа. Ета затоа што јас Се гледа само нешто друго. вака затоа јас отворам Microsoft Team. Вака сега. Добро. Ако не се гледа, ќе го видите на видеото сите. Или пак, ако појдите во тимот секој во своето деление. Еве ќе го отворам тимот од 605. Ако појдите во клас ноутбук. Значи секој во својот тим, своето деление. Во клас ноутбук. Ќе отворам еден, еве ќе го отворам од Ана Велеска. Во делот материјали. Имате материјалите што ни се работени на училиште. Се што треба да кликнете е да, еве например скала на делители ќе определа. Се што треба... На почетното ништо нема друго. Молам? Ништо нема, има само бело кај ти почетно. Епа, да, добро. Можно да не го гледате, ама јас го снимам сето тоа, ќе го видите на видеото. Затоа што, внимавајте, ви ја објаснувам самата апликација Тим во која што е разговорот. Молам? Че имаме уште задачи или? Не, готово, немаме повеќе задачи, со ова завршуваме. Со ова завршуваме. Значи можеме да легнеме. Може да легнете, да. Да легнеме. Добро, се извинувам, не слушнав. Значи, на овој начин ги имате сите материјали. Што ги работиме? Сите ги имате тука материјалите, сите тука ќе. Значи, денесниот час со тоа е завршен. Се гледаме во понеделник. Во истото време, на истото место. Многу се гледам. Ајде, чао.